некој човек, веќе на средовечен човек, така да кажам, на моја возраст, чул или прочитал дека на таа возраст треба почесто да прави медицински прегледи и да внимава повеќе на сите останати работи. И решил да го посети лекарот, матичниот лекар, бил прегледен и лекарот, додека го прегледал, го прашал: внимаваш ли на храната? Сол и такви работи. Имаш ли доволно физички активности? Се движиш ли доволно? Се движиш ли 8 километри секој ден? Човекот на овие прашања рекол малку избунето, па и малку срамежливо: па не сум многу дисциплиниран. Лекарот му рекол: мора да внимаваш. Мора да внимаваш на тие работи, зашто ќе си го опропастиш здравјето. Човекот си отишол дома, напишал на подсетник физички активности толку пати во седмицата, во денот, храна, ограничување во сите работи што му биле кажани и си го ставил тоа на фрижидерот. Следниот ден решил да отиде на лекар, на стоматолог, зашто чул дека треба да се чисти забниот камен. Отишол, стоматологот почнал да го чисти забниот камен и го прашал: кога последен пат си го правил тоа? Кога последен пат си бил на заболекар? Колку пати во денот си ги миеш забите? Внимаваш ли 2 пати на ден по 4 минути најмалку да го правиш тоа? И човекот рекол: па не сум толку дисциплиниран. Мора, инаку ќе ги загубиш забите. Човекот се вратил и напишал на фрижидерот, на нова белешка: секој ден 2 пати, минимум по 4 минути и некои останати работи што му биле советувани. Чули дека некои луѓе одат во козметички салон, па решили тој да отиде. Отишол и козметичарот го прашал: кога последен пат си посетил козметички салон? Човекот рекол, му било срам да каже дека тоа му е прв пат, па рекол: одамна, многу одамна. А, гледаш какви брчки имаш, мора третмани за лице и останати работи, инаку ќе го загубиш добриот изглед. И му дали некакви други совети, човекот се вратил, уште една белешка на фрижидерот: редовно козметички третман на лицето со некакви други кремови и така нато. И кога веќе решил дека нема некои други обврски, седнал да си чита нешто и во тој момент разбрал дека машината за миење садови откажала. Викнал мајстор, мајсторот дошол и отворил машината, го погледнал и прашал: ти ставаш редовно сол, калгонит ли како се викаше, миење на чистење на филтер и останати работи? Човекот рекол: па не го правам тоа. И како сакаш да ти работи машината? Мора редовно сите тие работи. Му е поправил, се замрел, човекот и запишал уште една белешка: редовно сол, детергент, калгонит, миење на филтер и останати работи. И пак си седнал да се чита и вниманието му било привлечено од некоја статија со предизвикувачки наслов: дали се грижите за безбедноста на вашите блиски? И еден друг поднаслов, повторно прашање: ја чистите ли редовно прашината од сензорите за пожар? Ако не го правите тоа, во случај на пожар ќе отидат вашите блиски, зашто не се грижите за сензорите. И човекот во тој момент станал, ги искинал сите белешки на фрижидерот, со надеж дека во мир ќе го помине остатокот од денот. Навистина живееме во време кое создава постојано нови и нови обврски. Но постојано некакви нови рокови кои треба да ги исполнуваме со нешто. Пред 30 на години, бев помал и одевме на училиште, научеа во рамките на марксистичката филозофија дека напредокот на науката и техниката, новите откритија ќе го направат животот на човекот полесен, ќе го изместат трудот на човекот и човекот ќе има многу слободно време. Тоест, ќе работи по 1 до 2 часа, а остатокот од времето ќе го употребува за уметност, музика, творење и останати работи во кои човек сака да се реализира. И гледаме како науката се развива, гледаме нови откритија, ама некако
човекот како да има се помалку и помалку време. Новите откритија навистина го олеснуваат животот на човекот, но тие создаваат и нови потреби. Ако се направи денеска едно истражување, тоа колку потреби човек мора да задоволува секој ден, и ако се спореди со потребите од пред 100 години, ќе видиме дека денеска списокот е можеби 10 пати подолг. Денес треба да имаш компјутер, мобилен, многу други работи на кои луѓето порано воопшто не им требале. А за да ги имаш сите тие работи, треба и повеќе да работиш, да можеш да ги стекнеш. Денес децата треба да одат на англиски, на музичко, на некакви спортски активности, на фудбал или кошарка, на извидници, а сето тоа ги зголемува финансиските трошоци и бара повеќе работа. И ние, трчајки кон исполнувањето на роковите, забораваме или испуштаме од предвид што е важно во полза на она што е итно. Гледаме во нашиот план што е итното, да го завршиме, а при тоа и не се замислуваме што од сето тоа е важно. И така полека и како Божи луѓе може да се случи да ги загубиме приоритетите. Оние приоритети кои Бог ги има за нас како негови, како негов народ. И овој текст што го прочитавме не подсетува, има за цел да не наврати, да не врати кон приоритетите кои ги имаме како Божи луѓе, што е важно. И ова апостол Петар го пишува на читателите од првиот век, на верниците во Мала Азија. Очигледно и тие биле под некаков товар, очигледно и тие биле напрегнати и може би почнале да ги губат приоритетите во животот. Се разбира, не биле зафатени со они работи со кои ние денес сме обременети. Веќе видовме дека во нашето изучување на ова послание досега, дека поминувале не за некакви гонења и сосема е можно човек, кога е притиснат од гонењата, да ги загуби од предвид вистинските приоритети, они важните работи. Може би ќе видиме ние во овој текст говори за голниот камен кој е отфрлен од зидарите и може би во црквата која била мешана, во која имало и евреи, и неевреи, и христијани, да се јавило раздор. Тоа го има и во другите посланија. Кога има кризи, се јавуваат и конфликтите. И во овој текст апостол Петар ги охрабрува верниците да живеат како Божи народ, како еден народ, следејќи ги оние важните нешта кои Бог ги има за нас, бидејќи само така, следејќи ги приоритетите, можеме да ја оствариме целта заради која и сме спасени, целта заради која постоиме. Или ако се обидеме во една мисла, во една реченица, да го објасниме, да го представиме овој текст, тоа би звучило вака некако. Божите луѓе треба да се фокусираат на општението со Бог, да градат близок соживот еден со друг и да ги објавуваат во светот совршенствата на Бог. Во овие три мисли е содржна идејата на овој текст и ние ќе се обидеме подетелно да ги видиме во текстот и да ги објасниме овие три мисли, овие три приоритети што Бог ги има за нас, а ако така малку повеќе се задлабочиме, ќе видиме дека во овие три приоритети всушност се содржани и главните заповеди во Библијата. Кога Христос, Господ Исус, беше прашан која е првата основната заповед, тој ја спомна љубовта кон Бог, потоа ближниот како себе си, а пред неговото вознесение им даде заповед на учениците да одат низ целиот свет и да прават од сите негови ученици или да ги објавуваат совршенствата на Бог во светот. Така да овдека ги имаме содржано основните заповеди што Библијата ги дава нам на Божите луѓе. Ајде да видиме како сето тоа изгледа во овој текст. Прво, рековме, Божите луѓе во основата на животот, тоест во основата на се, треба да го имат општението со Бог. Животот со Бог, заедништвото со Бог. Пристапете кон него. Така почнал текстот кој го изучуваме ова вечер, од ова послание, 2 глава.
животот со Бог или општењето со Бог е основата во се. Треба да биде основата на се што правиме. Како во индивидуалниот живот, така и во заедничкиот живот како црква. Ако во се што правиме, во основата не е општењето со Бог, тоест ако во се што правиме не е вклучен Бог, се во нашиот живот се изместува. И се губи значење, губи вредноста. Ако во основата на се што правиме не е општењето со Бог во нашиот личен живот и во црковното општество, ние само си играме христијанство или црква. Со други зборови, ни вели Библијата. Имаме еден конкретен пример. Црквата во Ефес. Во 3 глава, 1 до 7 стих, Господ Исус Христос упатва порака до таа црква. Ја пофалува црквата дека е посветена, т.е. вложува голем труд во градењето на Божјото царство. Гледаме дека е посветена во учењето, не ги трпи лажните учители и ги брка од црквата. Гледаме дека издржува во гонењата, но ја окорува за една работа. Вели, имам нешто против вас, а тоа е дека ја оставивте првата љубов. Вие работите, имате здраво учење, но ви недостига најважното. Во сето тоа го нема Бог. Не го загубивте Бог од вашиот поглед, од вашата служба, од вашето учење. Го немате заедништвото, општењето со Бог го немате. И се што правите, на крајот станува една механика, една рутина во која што не присуствува Бог. По основата на животот треба да биде општењето со Бог. А како ќе го постигнеме тоа? Вели, пристапете кон Него. Така започнува текстот. Вака погледнато ова фраза, во нашиот превод, според нашето глаголско време, што е употребено овдека, како некако завршено дејство, звучи како повик кон вера во Исус Христос. Тоест, она што ние го викаме, и апостол Петар говори за тоа во 1 глава, новораѓање или преродување овдека преводот, и така некако е по-точно тоа да кажеме духовно преродување. Како оној чин во кој што ние ќе поверуваме во Исус Христос, еднократен чин и понатаму живееме во верата. Меѓутоа овдека во оригиналниот текст глаголското време не е сегашно или минато и завршено. Туку имаме сегашно продолжително време. Тоест, заповета да пристапуваме кон Него е чин на постојано доаѓање кај Исус Христос. Него, всушност Исус Христос. Ако го прочитаме целиот контекст, ќе видиме дека пристапувањето треба да биде постојано кон Господ Исус Христос. Постојано да доаѓаме кај Него. Тоа е првото. Што значи тоа? Тоа значи дека треба да живееме во постојано општење со Господ Исус Христос. Понатаму, да пристапиме кон Него, тоест кон живиот камен. И овдека апостол Петар користи оксиморон, дисонантна фраза. Жив камен. Тоа се два збора кои взаемно се исклучуваат. Се противречни. Не може каменот да биде жив. Камењата се мртви. Оксиморон значи фраза во која зборовите се исклучуваат еден со друг, како например светла темнина или ефикасна бирократија. Нема ефикасна бирократија. Жив камен. Оваа дисонантна фраза апостол Петар ја употребува за привлече внимание и ќе видиме понатаму во текстот и ние сме наречени живи камења. Прво камен. Зошто камен? Ако продолжиме да го читаме текстот, ќе видиме дека овој камен кој е спомнат овдека е спореден со темелот кој зидарите го поставуваат кога градат било каква градба. Многу е важно, кога се гради било што, да има здрава основа, здрав темел. Стабилноста на целата градба ќе зависи од стабилноста на темелот. Христос е наречен камен темелник. Оној камен врз кој што понатаму се гради целиот дом. Ке видиме ние понатаму, нас не споредува како живи каменец кои се вградуваат во духовниот дом. А темелот на сето тоа е
Исус Христос. Пристапувајте кон живиот камен, постојано. Со други зборови, градете го вашиот живот на стабилна основа. Темелот на се што правите во животот, темелот на вашиот живот нека да биде Господ Исус Христос. И само така, вие ќе имате стабилно изграден живот. Понатаму, кога вели за каменот кој што го отфрлија зидарите, а ние веруваме во него, вели, сите кои веруваат во него, нема на крајот да се посрамат. И кој овдека идејата во ова метафора за нашиот живот како градба и црквата како градба. Која е метафората? Ако се гради на несигурна основа, ако се гради на нестабилен темел, ако се гради на песок, Господ Исус Христос има таква метафора, ако се гради на песок, во бура, во ветрови, во дожд, градбата ќе се уништи, се разруши. Ако се гради на сигурна основа, тога што и да дојде, градбата останува. Нашиот живот е сигурен, стабилен, цврст, ако се гради на сигурна основа. А единствената сигурна основа е Господ Исус Христос. Ако се што градиме во нашиот живот, го градиме со Исус Христос, ако тој е вклучен, ако го вклучиме во нашиот живот, ако се правиме за Негова слава, ништо не се губи во нашиот живот. Останува како градба за целата вечност. И кога еден ден ќе се навратиме назад, ќе погледнеме назад во животот, нема да се посрамиме. Ќе видиме една стабилна градба. Значи, тоа е првото овдека. Да пристапиме кон Него, кон Исус Христос, кој е живиот камен во нашиот живот. А зошто пристапуваме? Продолжува и вели, вие кои како живи камења сте вградени во духовен дом, свештенство свето, за да пренесете духовни жртви кои му се на Бога пријатни преку Исус Христос. За градењето на духовниот дом, како живи камења, ќе говорим малку понатаму, кажеме првото, важниот приоритет, основниот приоритет е општењето со Бог и тоа е основата за се во животот. Вториот важен приоритет е градење на општење еден со друг. И тука овој стих се однесува и за градењето на општењето со Бог и за градењето на општење еден со друг. Тоест, одговора на прашањето зошто пристапуваме кон Него? За да го градиме животот на Неговата основа, на основата на живиот камен и да служиме како свештенство, како царско свештенство. И овој стих овдека ја содржи доктрината за христијаните како свештенство. И апостол Петар користи терминологија од Стариот Завет за свештенослужењето во храмот. Во храмот имаше свештеник кој посредуваше меѓу народот и Бог. Жртвите што се пренесуваа, ги пренесуваше свештеникот. И тој како некаков посредник меѓу народот и Бог, еднаш во годината, на Јом Кипур, на денот на умилостивението, после оние ритуали, влегуваше во скинијата, го попраскуваше жртвеникот, тоа е ковчегот, хиластерион, местото на умилостивението, и измолуваше простување на гревовите за целиот народ. Исус Христос, со својата жртва на крстот, како совршна жртва за целото човештво, еднаш за секогаш се принесе како жртва и отвори, тоа пишува во посланието до евреите 6, 7, 8, 9 глава, отвори достап до Божиот престол, до најсветото место, за да секој може да пристапи преку верата во Него и да принесува, овдека пишува, духовни жртви. И овдека гледаме која е суштината всушност на христијанството. Христијанството не е систем од ритуали, обреди. Христијанството е живот со живиот камен, живиот Бог. Исус Христос
умре, воскресне, се вознесе. Да имаме живо заедништво со Него. Живот со Бог. Да можеме слободно да пристапуваме кон престолот на благодата, пред Бог, да влегуваме духовно во светаа светих и да пренесуваме духовни жртви. И со тоа се укинува она старозаветна поделба меѓу свештеник, како посредник меѓу луѓето и Бог и обичниот човек. Сите ние сме, понатаму ќе каже, царско свештенство. Луѓе кои пренесуваат духовни жртви, зашто крвната жртва веќе не е потребна. Христос е крвната жртва. А кои се тие духовни жртви? Во 12 глава, првиот стих на посланието до римјаните, апостол Павле вели: принесувајте се себе си, своите тела, во жртва жива, света и благоугодна на Бог. Ние да се пренесуваме во жртва жива, света и благоугодна на Бог. И тоа да биде вашата духовна служба. Вашето пренесување во жртва да биде духовна служба, што значи дека пренесувањето во жртва не е физичко, туку е духовно. Тоа значи да се предадеме на Бог. Тоа значи целосно да му се препуштиме на Бог и да служиме за Бог. Во истото тоа послание, во 15 глава, апостол Павле го споредува својата служба пред незнабожците како свештенослужител. Тој вели: служејќи меѓу безнабожците, јас бев свештенослужител на Евангелието за нивното спасение. Тоа значи, мојата мисиска служба беше духовна жртва. Во посланието до Филипјаните, во 4 глава 18 стих, апостол Павле пишува: онаа помош што македонците ја собра од Филипи и ја испратија по Епафрас е вашата духовна жртва, благопријатна, пријатен мирис пред Бог. Во Евреите пак 13 глава 15 и 16 стих пишува: преку Христос секогаш да му пренесуваме на Бога пофална жртва, односно плод од устните што го прославуваат името Негово. Благодарноста е духовна жртва. Тоест, се што правиме треба да биде духовна жртва. И тоа е тоа пристапување кон Него, тоа е тоа градење на животот на темелот Христос. Се што правиме да биде принос, духовна жртва, благопријатен принос пред Бог. И затоа е многу важно, кога правиме било што, да се запрашаме дали тоа што го правам е благопријатна жртва пред Бог. Или пак е нешто што го жалости Бог. Зашто секоја моја постапка треба да биде духовен принос, духовна жртва пред Бог. Тоа е идејата. И така ние свештено служиме пред Бог. С тоа што си служиме еден на друг, му служиме на Бог и во секоја постапка ние гледаме, бараме да бидеме угодни на Бог. И така духовно служиме. Да пристапуваме кон Него, живиот камен, служејки во духовниот дом. А како се гради духовниот дом? Кој го гради тој духовен дом? Духовниот дом го градиме ние. Овде пишува. Ние сме живите камења вградени во духовен дом. Овој приоритет што апостол Петар го истакна овдека, мора да го имаме во предвид, особено денеска, како што реков, напрегнато, динамично време, полно со обврски, кој знае да не време кое има способност да не оттуги. Трчајќи по одговорности, трчајќи по многобројни обврски, се оттугуваме од луѓето, немаме време за заедништво со луѓето. Се забораваме. Ако сте како мене, имате први братучеди кои не сте ги видели повеќе од 10 години сигурно. И ако ги видите, може и нема да ги познаете. Оттугени сме еден од друг. И не само првите братучеди, толку многу сме зафатени што живееме во исти домови
и не се гледаме со нашите најблиски. Пред 2 седмици имаше едни гости кај мене дома и мажот рече: 3 дена не сум се видел со мојата сопруга, а живееме во иста куќа. Се случува во таа трка по извршување на обврски. Христијанството не е религија во која луѓето индивидуално одделени еден од друг се изградуваат духовно. Христијанството е општење. Господ не создал по својот образ, како што има општење во Светата Троица, така треба да има општење меѓу нас, и така стануваме во општењето со Бог и дел од неговиот божествен живот. Она општење што е внатре во божеството. Ние за тоа сме создадени. Бог го создаде човекот да биде во општење. Филозофите велат човекот е социјал анимал. Тоа е или политикон зое, општествено битие, социјално битие. Не може да живее надвор од општество. И затоа црквата е создадена да ја задоволува таа потреба на човекот, да живеат луѓето еден со друг. И овдека дава една метафора, дава апостол Петар. Метафора за црквата како градба. Имаме темел, жив камен, Исус Христос. А ние како живи камења се вградуваме во таа градба. И овдека апостол Петар црквата ја представува како зграда. Вели, Божјото царство, црквата е зграда, духовен дом, во кој градивниот материјал сте вие, верниците. Оние кои што веруваат во Исус Христос. Значи, црквата не се зидовите, црквата не се камењата, тулите, црквата се верниците. И со ова метафора, апостол Петар ни дава слика за едно најблиско можно заедништво меѓу верниците. Библијата, Новиот Завет, по-конкретно, представува неколку метафори за црквата. Црквата како семејство, црквата како градина, црквата како царство, тоест како како царство кој има подавници, кој има жители. Црквата како организам со органи, тело и многу органи. И метафора за црквата како градба. Ова е таа метафора. И од сите метафори што се употребени за црквата во Библијата, ова метафора од сите останати укажува на најблизок однос. Зашто во градбата, особено во тогашните древните градби, камењата биле многу прецизно и многу стабилно врзани еден со друг. Многу поблиску дури од органите во телото. Бидејќи во тоа време немало како денеска архитектура, била поразлична, сите камења што се вградувале во градбата морале да бидат совршено изделкани и меѓу камењата да нема воопшто никаква празнинка. Така блиско биле залепувани, делкани, рамнети и спојувани еден со друг, што меѓу темелот и камењата и меѓу самите камења не може да се пикне дури ни ливче. За такво заедништво, за таква заедница како црквата говори апостол Петар. Треба да бидете блиски како што се камењата. И при тоа, секој камен лежи на темелот, се држи за темелот и така добива стабилност и при тоа секој камен дава стабилност на другиот камен. Кога градат зидарите, ти не оставаат празнини, зашто празнината ќе создаде нестабилност на остатокот од градбата. И која е идејата? Ние не одиме на црква, туку ние сме црквата. Ние се собираме како црква. И кога се собираме како црква, како камења вградени во таа црква, секој, пренесувајќи духовен принос во како свештенослужител, служи на другиот и го држи другиот. Во колку подсврсти стојат камењата еден до друг, толку подсврста е и градбата. Или апостол Петар. Затоа во црквата не може да има камења гости, кои само така доаѓаат. Туку во црквата може да има само камења вградени, кои ја држат
gradbата, кои држат тој духовен дом стабилен. И зато не може, кога некој така разговараме, понекогаш прашуваме луѓе, добро, која е твојата заедница? Ти од која заедница си дел? И многу луѓе знаат да кажат, па јас сум си христијанин, не ми треба заедница. Ако не си дел, ако не си вграден жив камен во таа градба, ти не си дел од градбата. Ако ти не држиш и не подпираш и од тебе и ти не придонесуваш за цврстината на градбата, не можеш да бидеш дел. И ова е ставено овде како приоритет. Вие треба да се вградувате во тој духовен дом. Задолжително треба да имате општење со темелот, за да можете да бидете цврсто вградени во духовниот дом. Ако ти немаш близина со темелот, ако ти не си поставен на темелот, ти не можеш да бидеш и во општење со другите. Се почнува со близината со Бог. Близината со Бог ни помага за близината еден со друг. Многу пати, кога се склучува брак и оние што го склучуваат, го споредуваат бракот со триаголник. И велат, во триаголникот има три агли, оној првниот агол е Бог, а останатите два агли се мажот и жената. И колку повеќе тие точки се доближуваат до онаа точка Бог, толку повеќе се доближуваат и еден до друг. Колку повеќе човек во врска со темелот, живеот камен, толку е поблизок и до останатите камења. И тоа е приоритетот, да градиме, вели апостол Петар, цврсто заедништво како Божи дом, и понатаму продолжува, и ова малку подолг пасус, нема да го читам, веќе го прочитавме, еден куп термини кои апостол Петар ги зема од Стариот Завет, за да охрабри и да покаже на идентитетот што верниците го имаат како Божи дом. Посебно 9 и 10 стих, сите термини се од Стариот Завет, земени од многу места. Говори за избран народ, царско свештенство, свет народ, придобиени од Бог и така натаму. И уште еден цитат од Стариот Завет, тоа е 7 стих, 6-7 стих, земен од Осија, каде говори за каменот темелник кој е отврлен од зидарите, но станува камен за сопнување на оние кои што го отврлиле. Која е идејата овдека? Зошто го пише овдека апостол Петар? Како што кажав веќе, црквата во Мала Азија била мешана како повеќето цркви во првиот век. Потоа, подоцна век, крајот на први век, втори век, црквата станува доминантно нееврејска. Меѓутоа, во првиот век, бидејќи христијанство доаѓа од евреите, апостолите се евреи, првите христијани кои поверувале се евреи, до крајот на први век црквата е мешана. И таа напрегнатост помеѓу евреите и неевреите гледаме постојано. И овдека употребува зборови во кои се вклучени сите. Сите вие сте свет народ. Сите вие сте царско свештенство. Сите вие сте избран народ. Нема евреи, нема неевреи. И тоа посебно треба да го имате во предит, вели апостол Петар, сега кога сте гонети. Зашто сите вие сте еден народ, изложени на прогонство од оние кои го отврлија каменот темелник. Има некои кои не биле народ Божи во минатото, во Стариот Завет. Тогаш само евреите беа Божи народ. Но во Исус Христос, оние кои веруваат во Исус Христос, ветувањата кои беа дадени на Авраам за потомството или потомокот, стануваат валидни за секој кој верува во Исус Христос. И сега сите вие кои верувате во Исус Христос, евреи и неевреи, сте Божи народ. Сите кои верувате во каменот темелник, сите кои го градите животот на каменот темелник и се вградувате во Божиот дом, сте еден народ. И ви имате идентитет на Божи народ. И единствената разлика е меѓу оние, не меѓу евреи и неевреи, туку меѓу оние кои веруваат во Исус Христос и оние кои го отврлаат каменот темелник. Оние кои веруваат во него, вели апостол Петар, нема да се посрамат. Оние кои не веруваат, ќе се посрамат. Оние кои веруваат во него,
ја имат сигурност за стабилниот живот. И затоа, советот е, како еден народ, независно од било каква определба, било каква позадина, етничка, социјална, политичка, сите вие, вели апостол Петар, градете заедница како еден народ, вградени во еден Божи дом. И само така ќе постигнете целта, која е дадена на крајот како трет приоритет. Знаете, конфликтите, кризите водат до поделби. Тоа може да го видиме сега овие денови. Тогаш имало уште по-сериозен притисок. Црквата била гонена, била изложена на била исправена пред сериозни предизвици. Апостол Петар вели, само обединети како Божи народ, вие ќе устоите и ќе исполните многу важната цел. А таа е, како Божи народ, вградени во Божиот дом, во постојано општене со Бог, пристапувајќи постојано пред Исус Христос, да ги објавуваме совршенствата на Бог. Вие кои бевте, но вие сте избран народ, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени, за да ги возвестите совршенствата на оној кој ви повикал од темнина во својата чудесна светлина. Ние сме, вели апостол Петар, повикани од светот. Ние сме земени од светот. Преобратени во Божи народ, но за да живееме повторно во светот. И таму во светот да ги објавуваме совршенствата на Бог. А ќе можеме да ги објавуваме совршенствата на Бог само ако сме во едно постојано општене со Бог и ако градиме заедница еден со друг. И затоа така се поставени во текстот овие приоритети. Почнува со пристапувањето кон живиот камен, вградувањето, нашето вградување како живи камења, над темелот во духовниот дом и на крајот за да заврши со идентитетот како Божи народ сега во светот, објавувајте ги овие совршенствата на Бог. Сведочите за Бог, за добрата вест, за спасението кој може да го имаме во Исус Христос. Кога се собираме овдека како Божи дом, го славиме Господ, се охрабруваме еден со друг и објавуваме Божјата слава еден пред друг. Но, вели апостол Петар, ние сме спасени за да објавиме Божјата слава во светот, живејќи во светот, како Божи народ. Сега, би било совршено, би било идеално, кога луѓето во светот, секој наше сведоштво со радост веднаш би го прифатиле. И тоа е идеалната опција, така да кажем. Меѓутоа, почесто, обично, луѓето во светот нема да го прифатат нашето сведоштво. И не само што не го прифаќаат нашето сведоштво, уште пострашното, не прифаќаат нас, како Божи народ. И тоа е честопати причината поради која ние го променуваме Евангелието, го преобразуваме и представуваме на луѓето, представуваме не библиски Исус, туку различен Исус. Исус кој сметаме дека би бил поприфатен за луѓето во светот. Не представуваме Исус кој го мрази гревот и го суди, туку представуваме Исус кој како духот од Аладиновата лампа, не заинтересиран за нашата морална состојба за гревовите, исполнува по нарачка желби и молитви. Таков Исус представува на светот христијанинот, во голема мера христијанинот на 21. век. Христос кој не му замера на човекот за неговата состојба морална, туку како голем хуманист исполнува секаква жела, поставајќи го човекот во центар на се, во центар на универзумот. Секако дека луѓето сакаат да слушнат повеќе за еден таков Исус. И секако дека полесно би прифатили еден таков Исус.
Меѓутоа, каква ќе биде ползата за луѓето од еден таков Исус, кој им е потребен на луѓето и им врши на луѓето работа само за животот на земјата. Треба да го проповедаме вистинскиот Исус Христос. Оно Исус Христос, кој како судија, како праведен судија, го суди гревот. Но тој праведен судија, да не заборавиме, си го даде животот, се принесе во жртва. Тој стана нашето умилостивение, нашиот хиластерион. Со својата крв тој го попрска небесното светилиште, да донесе спасение и да направи од грешниот човек царско свештенство и Божи народ. И само тој Исус Христос, таквиот Исус Христос, носи спасение. И нашата проповед треба во светот да го содржи тој Исус Христос. Да не бидеме искушени од искушението, да не говориме за Исус Христос или да говориме за некој друг Исус Христос. А ако имаме постојано општене со Бог, ако имаме сврста заедница еден со друг, јас верувам дека ќе имаме и мудрост и смелост да говориме за вистинскиот Христос во овој свет, на кого многу му потребен овој Христос. Христос кој простува и Христос кој спасува. И така, на крајот, како едно обобштување. Имаме приоритети, кои лесно можеме да ги загубиме во овој свет исполнет со обврски. И затоа добро е секој да си го постави прашањето: дали пристапил иницијално кон живиот камен, тоест дали поверувал во Исус Христос како во Господ и Спасител, Синот Божи, кој стана човек за нашето спасение и се принесе во жртва. Дали пристапуваме секојдневно, тоест дали го градиме животот, тој камен темелник. Дали свештено служиме, тоест дали целиот наш живот е една духовна жртва за светиот и праведниот Бог. Дали градиме заедница еден со друг, дали е тоа приоритетот во животот. И од сето тоа ќе зависи дали ќе исполниме на крајот целта, а тоа е ние да го прославиме Бог и да говориме о светот, и светот да ги види совршенствата на Бог и да го прослави Бог за неговите совршенства. Тоа се приоритетите кои овој текст ги открива и приоритетите кои може да кажеме Бог во целата Библија не ги открива како најважни, како првенствени. Господ да ни дава сила да живееме еден мудар живот, да живееме посветен живот на Бог, зашто само така можеме да имаме цврст, стабилен живот кој ќе устои на секоја бура, на секој испитание, живот кој ќе носи наслада сега и во целата вечност.